14-то продолжение на конститутивната седница на која се расправа за избор на комисијата за прашање на изборите и именувањата. И денеска расправа со реплики контра реплики од пратениците. ВМРО ДПМН е бара СДСМ да се откаже од платформата од Тирана која беше главна тема и денеска, како и да се организираат брзи избори за излез од постојната криза. Пратеничката на ВМРО ДПМН е Даниела Рангелова. Ги праша пратениците на СДСМ дали со молчењето ја одобруваат така наречената тиранска платформа. Мислам дека не е во ред мудро да молчат, бидејќи и молчењето е еден вид одобрување. Во однос на тоа што кажавте за дали нашето знаме, треба некој да дебатира за нашето знаме, мене ми е жал што би се отворило дебата за македонското знаме, кое што лично за мене и за сите македонци, кога викам македонски граѓани, зборувам за сите етнички заедници, представува гордост, но само ќе потсетам дека извинете само да довршам реченицата, еден политички лидер на една албанска партија изјави дека и се срами да, а и не сака да застане под нашето македонско знаме, а воедно е еден претендент за владина коалиција со СДСМ. Платформата постои. Вчера поставивте една дилема и побаравте од сите наши колеги да се изјаснеле поединечно дали ја прифаќаат платформата. Не сте во право, веднаш да ви кажам. Бидејќи во Социјалдемократскиот сојуз и во оваа коалиција, ако добро и пратите Facebook профилите, ќе видите дека таму има доста голема полемика од фановите на социјалдемократите, каде што полемизираат дека од левата страна стојат луѓе кои што се од СДСМ, стојат луѓе кои што се неопределени, луѓе кои што се групирани во различни групации, други партии како ЛДП, ето таму горе, како НСДП и така натаму, треба да се обратите до нив. Треба луѓето да изгледат и да кажат дали тие се согласуваат со платформата. Зијадин Села од Алијанса за албанците од собраниската говорница порача пратениците да не се повикуваат на народот, бидејќи како што рече и тие имале народ позади себе кој ги гласал за да бидат во собранието. На ова реплицираше Илија Димовски од ВМРО ДПМН порачувајќи му на Села да не подгрева меѓуетнички тензии. Повторно го докажа тоа што го кажав и претходно. Народите и во Струга и насекаде живеат убаво еден со друг и живееле. И сега живеат, меѓутоа има кадри како поранешната министерка за внатрешни работи од вашите редови, господја Гордана Јанкуловска, која што правеше планови за еден час да ги исчисти сите албанци. За вакви геноциди, за вакви болни умови говорам јас. Немојте да се повикувате на народ. Знаете една работа, како што имате вие народ и ние и нас народот не донел тука. И немојте да ги поттикнувате тензиите, народите да се занимаваат едни со други за тоа што последиците ќе бидат многу лоши. Немате што да кажете тука и поттикнувате етничка нетрпеливост. Зошто? Заради тоа што треба да се правите голем албанец, а ја треба да ви одговорам тука да се правам голем македонец. Среден век, господине Села, е тоа. Среден век. Но знаете што е неискрено во вашата политика? Начекавте слабаци со 300 проблеми и со 11 годишна собрана фрустрација да дојдат на власт и вие сам рековте, сега е мајката да ги уцениме македонците. Каква е таа искреност? Со уцени ли треба да работиме? Што ќе не уценувате? Што до ќош ќе не доведете? Ке ни се заканите? Колку вредам јас, толку вредиш и ти. И обрат. На тој начин ќе градиме соживот и ќе се повикуваме на соживот во исто време, додека тврдиме дека сега е моментот да се уценат македонците. Пратениците веќе четврта недела расправаат за точката за избор на председател и членови на комисија за избори и именувања, но без особени промени.